Почитувани пензионери, вие си имате вградено во нашата држава, имате работено за неа, сте ја развивале, на ваши плеки сте носеле цели генерации и периоди. Се сте виделе. Вие сте значаен дел и подкрепа на семејствата и јас ви благодарам за се што сте направиле за Македонија. Вие заслужувате длабока почит и од мене имате целост. Вие не заслужувате лаги какви што сака да ви продаде Заев. Заев говори лаги дека ви ги зголемува пензиите. Вистината е дека тој ви одзема од вашите пензии кои ги имате заслужени. Почитувани пензионери, се до 1 јануари 2019 година зголемувањето на пензиите се пресметуваше како резултат на зголемувањето на два индикатора. И тоа, првиот е раст на трошоците за живот, а вториот е половина од растот на просечната плата во државата во претходните 6 месеци од годината. И ова покачување се пресметуваше два пати годишно. Еднаш на 1 јануари и еднаш на 1 јули во годината. На 1 јануари 2019 година Заев го укина, го избрише од закон вториот индикатор за зголемување на пензиите, а тоа е растот на просечната плата во државата. И со тоа фактички ви ги намали пензиите. Како Заев ви ги намали пензиите и колку пари вие пензионери губите за 2019 и 2020 година следи во продолжение. Просечната пензија на 31 декември 2018 година изнесуваше 14.445 денари. И ако таа пензија, како што беше со закон предвидено, се зголемеше за половина од 6,15% колку што беше растот на просечната плата во второто полугодие 2018 година, тогаш пензијата ќе се зголемеше за 3,075% и таа ќе изнесуваше 14.890 денари. Односно, вашето месечно зголемување требаше да биде 445 денари во првата половина од 2019 година. Пари кои Заев не ви ги даде, односно ви ги одзема. Ако просечната пензија на 36.2019 година изнесуваше 14.890 денари. И ако таа се зголемеше за дополнители 1,75%, колку што изнесуваше половина од процентот на раст на просечната плата во првото полугодие 2019 година, тогаш вашата пензија требаше да изнесува 15.150 денари. Или вие, пензионери, требаше да добиете ново зголемување на пензијата од дополнителни 260 денари. Значи, со укинување на законската одредба, Заев во првите 6 месеци од 2019 ви одзема по 445 денари месечно, а во вторите 6 месеци од 2019 година ви одзема дополнителни 705 денари месечно. Или вкупно во 2019 година Заев ви одзема 6900 денари или 575 денари месечно просечно. Понатаму, почитувани пензионери, ако просечната пензија на 31.12.2019 година требаше да изнесува 15.150 денари и доколку предпоставиме дека растот на просечната плата во втората половина од 2019 и во првата половина од 2020 година изнесува 5%, тогаш просечната пензија во периодот јануари и јуни 2020 година треба да изнесува 15.530 денари. А во втората половина од 2020 година просечната пензија треба да изнесува 15.917 денари. Значи, со укинувањето на законската одредба, Заев во првите 6 месеци од 2020 година ви одзема по 380 денари месечно, а во вторите 6 месеци од 2020 година ви одзема по дополнителни 770 денари месечно. Или вкупно во 2020 година Заев ви одзема дополнителни 6.900 денари или 575 денари месечно просечно. Драги пензионери, доаѓаме до вистината која е една и единствена. Вие во овој период од 2 години, 2019 и 2020 година, требаше да имате повисоки пензии за 1150 денари месечно, а Заев нуди покачување од само 700 денари месечно, или тоа значи дека Заев ви одзема 450 денари месечно и згора на тоа ви ускратува можноста за раст на пензиите во другите години затоа што го промени закон. Чврсто верувам дека нема да потпаднете под манипулациите на Заев кој сака да ви наметне пораз како победа, а одземањето од вашите заслужени пензии да ви го продаде како ново зголемување. Доаѓа ново време, доаѓа обнова, доаѓа времето на честити политичари, а во обновата
Растот на пензиите ќе се гарантира со закон и пензиите ќе се зголемуваат секоја година и тоа опипливо и суштински. Доаѓа обновата на Македонија. Доаѓа обновата на Македонија за сите.